За противпожарни апарати се чека и до една недела, а нивната цена почна да расте. За 10 дена компаниите кои ги увезуваат продале противпожарна опрема како за цела година. Најмногу се бараат противпожарни апарати од 6 и 9 килограми. Некои прават и листи за нарачки на апарати кои се чекаат од увоз. Големата побарувачка од малите компании, угостителските објекти, станбените згради си го направи своето. Стравот за личната безбедност, но и од инспекциите кои се засилени во овој период, ги натера најбрзо што може да набават противпожарна опрема. Од заедниците на станари велат дека некои од зградите имале исправни хидранти и хидрантски црева противпожарни апарати, но со текот на времето или нередовно се вршал сервис или пак некој ги крадел. Сега се во трка да набават нови. Противпожарните апарати чинат помеѓу 2500 до 6000 денари, зависно од големината и полнењето. За простор од 50 на квадрати треба да се има една боца од по 9 килограми. На 3 места ни недостасуваат деловите од кутиите, црева и цела опрема внатре, но ми кажаа дека не можеле да добијат понуда ниту фирма што би можела во брзо време да ги набави. Обврзани сме да ставиме најмалку 3 противпожарни апарати со кутии. Ни пратија понуда од апарат кој чини 2500 денари плюс ДДВ. Сега прашуваме по другите згради од каде ги набавиле ПП апаратите и цревата, за да видиме дали таа фирма има на лагер. Од компаниите што вршат увоз велат дека речиси ниту една компанија немала на залиха толку апарати, колку што биле побарани во последниве 10 дена. Апелираат до граѓаните и фирмите да не забораваат дека противпожарните апарати треба да се сервисираат најмалку еднаш годишно. Рокот на траење на еден апарат е 20 години, а потоа треба да се фрли и да се купи нов. Исто така треба да внимаваат да купуваат сертифицирани апарати со С ознака, бидејќи на диво се продавали и кинески апарати кои се небезбедни. Општините веќе им најавија на заедниците на станари дека спроведуваат акција за превенција и проверка на средствата за противпожарна заштита. Им дадоа рок на управителите од една недела на писмено да ги известат за моменталната состојба со ПП опремата, а потоа ќе следат и глоби доколку недостатоците не бидат отстранети во одреден рок. Инспекторите контролираат дали постои и дали е исправна хидрантската мрежа, дали хидрантите поседуваат вентили и хидрантски црева, дали има доволен број на исправни противпожарни апарати, дали се проодни противпожарните скали, дали се исправни лифтовите и дали редовно се сервисираат, како и тоа дали се безбедни фасадите на објектите.